Членот 173 ја решава ситуацијата на донесен закон, изгласан во собранието, кој што е пратен од председателот на собранието до председателот на државата, заедно со указ, укажувајќи му дека е донесен и чекајќи подпис на тој закон. Кога членот 173 веќе во став 2 и 3, кога председателот решава од одредени причини што ги наведува на општ или посебен начин да не го подпише законот, тогаш според тој член третото читање значи преразгледување на законот, разгледување на забелешките на председателот и гласање на пленарната седница дали се усвојуваат или не. Ако се усвојуваат некои забелешки, тогаш се отвара постапка на амандмани по тоа што е усвоено. Што значи дека она што се случило, председателот што ги повикал пратениците, пред да закаже седница по повод непотпишувањето на собранието и ги повикал на амандмани, е грешка во чекори. Вие тврдите дека фали една цела фаза. Грешка во чекори на председателот на собранието. Тој тогаш така проценил и кога добил она што е, отишол директно на гласање повторно на самиот закон, кој што е изгласан со 61, но без разгледување на повторно на законот и разгледување на забелешките. И сега, кој е фалинката и кои фалинки на чија страна се според членот 173? На страната на председателот на собранието. Недостатокот во постапката е што не го поставил прво прашањето на разгледување одново на собранието, на законот во врска со забелешките, што не го поставува прашањето на прифаќање или неприфаќање на забелешките и не го финализира со заклучок, а доколку тоа се изодеше, тогаш амандманската расправа само на прифатење. Ако ништо не се прифатеше, мораше да се гласа. Фалинката кај председателот на државата е во таа смисла, што независно како се одвила ова ситуација, штом собранието со мнозинство апсолутно на гласове од 71% дискутирало или не дискутирало за собранието и слично, го изгласува втор пат, председател на Републиката е должен уставно да го потпише. Не може да води политика.